почитувана колешке, Сафие Садики Шаини, би сакал да кажам неколку работи околу она што вие го истакнавте во вашиот говор. Прво се согласувам со лицемерното постапување на премиерот поврзано со оние луѓе кои што имаат несреќа да патат од ретка болест на цистична фиброза и да ја префрли таа одговорност и несреќа на се уште актуелниот министер за здравство. Колку е ова лицемерно и колку е селективно, покажува една работа, а тоа е што премиерот Ковачевски самиот е сведок и преку своите деца, но и сите ние, како родители, сме сведоци дека цела година нашите ученици во сите градови немаат учебници. Збориме за Европа, а сме единствената држава во Европа каде што учениците немаат учебници и учебни помагала. Но премиерот нема смелост ниту да спомне за овој проблем, уште помалку да му побара одговорност на министерот за образование. Зошто? Затоа што следниот ден веќе нема да биде премиер. Тој не смее да си дозволи да го налути коалициониот партнер ДУИ, бидејќи во тој случај нема да биде премиер, нема да има министер за внатрешни, нема да има директор на СМ, нема да има тендери, набавки и провизии. Она што вие денес го говоревте како пратеник на алтернатива, само ја потврдува тезата дека кој не ги познава СДСМ и ДУИ, капо ги плаќа. Вчера тоа беше Беса, денес тоа е алтернатива, утре тоа ќе биде некоја помала или поголема партија. Пред 5 или 6 години, можеби, наивно, на некои политики поверувале дел од пензионерите, денес најголемиот број на пензионери се незадоволни. Пред 6 или 7 години, можеби, наивно поверувале во доаѓањето на живот и подобри стандарди, некои студенти или помлади луѓе, денес мнозинството на млади луѓе гледаат дека со оваа влада нема перспектива и затоа, за жал, голем дел од нив ја напуштаат и и родните огништа. Затоа сметам дека вие ќе треба да покажете во следниот период со силна заложба и критика на јавноста дека ваквата власт треба што побрзо да се замине. Благодарам многу.